Името ми е Јосиф Дамјанов и секој од вас кој што сака да постави прашање и да го одговараме, тоа прашање и да ги најдем одговорите на вашите дилеми, може да го направи користејќи го хаштагот AskJosif, користејќи ги моите лични профили на социјални медиуми, може да ме најдете како Коуч Јосиф, а истото може да го направите и на броевите на телевизија Телма. Рики Паунче, кој што прашува, општо е познато дека паштетиве не се здрави, ама викаат дека оние за деца се поздрави. И дали е тоа вистина, ме интересира твое мислење. Рики, тоа е исто како чоколадите да велат дека не се здрави, а да мислиш дека чоколадите на кои што има животинско царство се здрави. Тоа што можеби сметаш ти дека ако е за деца е поздраво и нема некоја поголема логика, освен тоа дека е маркетирано за да можеби децата повеќе се заинтересирани да заплачат и да родителот им го купи. Така да нема ништо поздраво, она што ако можеби ти го бараш вкусот на паштетата и сакаш некаков намаз, имам јас неколку опции кои што би можел да ти ги предложам. Она што беше мој хит пред 2-3 години, али го одјадов од што многу го јадев, беше паштета домашно направена у блендер, го правев со соја шницли, со урда, со семфи, со некои зачини. Сето тоа изблендано, имаш одличен намаз. Моментално ми се хит хумус и медитеранска паштета. Ги имаш во сите поголеми маркети и нормално како намази ги користам. Дали е тоа путер од кикирики, може тоа да биде намаз од јатки и така натаму, значи имаш многу поздрави опции од паштетата, а она што пишува дека е Junior, Kids или не знам што, е само маркетиншки трик кој што не значи дека е и здрав состав во неа.